kış dedin, ben senin olmuş idim. Ah neden bana kış dedin, ben senin olmuş idim. Gidin bulutlar gidin, yarime haber edin. Ah yarim uykuda ise, uykusun haram edin. Многу убаво пеете. Не сакав да ве прекинам. Убав глас имате. Ви благодарам. Земав локум. Сабри многу сака локум. Ви благодарам. Сакам да ви ја кажам убавата вести на вас. Шура е најдетина. Навистина ли? Ова е прекрасна вест. Како? Со Сабри и Галип, кога давале јадење, тогаш. Многу убава вест ми кажавте сега. Благодарам. Јас одам да го најдам Сабри. Конечно и Шула да се израдува на нешто. Многу ми е мило за нејзе. Да. Што е тоа? Локум. Господин Джелил го купил за Сабри. Значи за Сабри? Да ти кажам и јас тебе нешто ново. Ги видов како зборуваат насамо, со Аља. Како мислиш ги виде? Што значи тоа? Ги видов пред пералната, зборуваа насамо. Јас само да си кажам, нели? Наскоро ќе ги видиме и прегрнати. Ти што мислиш? Нека е со среќа. Што да кажам? Изгледа дека повеќе нема да те видам. Не, ќе се гледаме, ќе продолжиме и да работиме заедно. Ќе дојдеш утре вечер. Да, утре ќе бидам покрај тебе на пијаното. Тина, мила, не мораш повеќе да го правиш тоа. Тетичке, не можам да го оставам Јусуф сам. Утре вечер сите дојдете да не слушате, а и ќе си прославиме штом сме повторно Тоа е заедно. убава идеја. Се согласувам. Извини, но јас нема да издржам да те гледам таму. Тогаш тебе ти е простено, мамо. Кога завршуваш со работа? Во 5. Ќе дојдеме со Петро да те земеме после работа. Договорено. Утре ќе свириш само за мене, добро? Само за мене. Само за тебе ќе свирам. Не се менува судбината, Шула. Ке си имаме сосема нов живот. Јас и ти заедно ќе почнеме од почеток. А ти ќе доживеш многу убави работи со кои ќе го заборавиш Сеид. Без Сеид нема да бидам среќна. Никогаш. Зарем се уште мислиш на него? Не речи ме глупава и без гордост. Што сакаш, кажи ми. Но јас се уште не можам да поверувам. И покрај толку време поминато, јас се уште верувам дека Сеид не ме напушти. Знам, не сакаш да поверуваш дека сите убави мигови биле лага. Ти најубаво знаеш колку многу го сакав Сеид. Да. Знам дека нашата љубов беше вистинска. Само кога би знаела дека сега ќе се појави од некаде. Знам, ќе се појави. Ќе се појави. Петро. Кој е тоа?
Сеид? Ќе ми даде отчет за сето ова што ми го направи. Се колнам дека ќе му го наплатам себе ова што ми го направи. Ама прво треба убаво да се заштитам. Не сме да ми се случи истиот кошмар. Не сме. Морам да бидам многу предпазлив. Били е многу опасен човек. Јас ќе му пресудам со собствените раце, Петро. Ќе видиш. Дента кога те снема и бароницата ја затворил, дознав по некое време тоа. Во затвор ли? Се уште ли е затворена? Не, платив огромни пари за да ја извадам отаму. Но не смее да излегува никаде. Премногу е опасно за незе. Ке мора да се крие додека не замине за Англија. За тебе е многу опасно надвор. Морам веднаш да ја најдам Шула, Петро. На твое место не би го правил тоа. Сега, веднаш сакам да ја најдам, Петро. Тоа не е добра идеја. Ништо не е како порано. Што сакаш да ми кажеш сега со тоа? Што значи тоа дека ништо не е како порано? Да не се откаже Шула од мене? Шула си има сосема нов живот, Сеид. Тетка и дојде овде во Истанбул на денот на свадбата. Не дозволува да ти се спомне ни името. Јас само сакам се да ја објаснам на Шула. Сега веднаш треба да ја објаснам. Не, Сеид. Сега не. Не можеш сега во ова време. Шула живее со тетка й. Не е сама. Ако се појавиш сега, ти ги влошиш уште повеќе работите. Петро, тргни ми се од патот. Таа утре во 5 излегува од работа. Шула почнала да работи. Да. Работи во една аптека. Ти кажав, Сеид, се сменија многу работи, додека те немаше. Види, најубаво е утре да се најдете некаде каде што има многу луѓе. Јас ке те однесам таму. Најпрво јас ке ги кажам, а потоа ти ке се појавиш. Те молам, Сеид. Чекаше еден месец, трпи се уште една ноќ. Сум заборавила како е да се носи капа. Многу убаво ти стои. Ти благодарам, душо моја. Душо. Сега каде сакаш да одиме? Би можела со часови да се шетам со тебе. И јас. Но мора да отидеме до аптеката. Ќе дојдат по нас. Што е? Немам ни пари ни работа за вас. Ајде излегувајте. Јас не просам, господине. Цел ден се расправам со такви како вас. Ве молам излезете. Ајде, излезете, ве молам. Излегувајте. Што ти е? Да влеземе внатре. Добро ни дојдовте. Повелете. Имате ли слободно место за нас, господине? Да, секако дека има. Може да седнете каде што сакате, господја. Еве, повелете. Но јас не сакам да седам во место каде што ги ценат луѓето според изгледот. Пред само неколку месеци дрско ме избркавте одовде мислејќи дека просам. Колку само бевте сигурни во себе. Жално. Имајте убав ден. Ајде, душа. Од денес за нас почнува сосема нов живот, сестричке. Едва чекав да се раздени за да дојдам. Не можам да објаснам колку се израдував. И ние многу се израдувавме. Каде е Тина сега? Излегоа со Шула. Во аптеката ли? Појдам веднаш. Ве молам, не одете. Не одете сега. Шула повеќе не сака да ве види. Не очекувајте да поверувам во ова. Видете, вие ја потсетувате на Сеид. Ве молам, не ја навраќајте на минатото. Сега е покрај сестри е среќна, а во скоро време ќе заминеме од овде.
На вистина? Заедно со вашиот пријател Шула ни ја земавте од раце. Заради тоа ниту вам не ви простувам. Годините со сеите единствено и беа горка и болна страна од животот. Сега јас се трудам да го надополнам тоа. Разбирам. Поздравете ја Шула од мене. Или пак не и кажувајте. Во право сте. Знаете дека многу ја сакам Шула. И од сега и посакувам да биде многу среќна. А Ирлија работа? Ви благодарам. Јахја и Джелил овде ли се? Зошто прашувате? Имам писма за нив. Јас ќе им ги дадам. Пријатно. Джелил, брате. Јас се вратив во Истанбул. Капетанот Били ме намести. Вечерва се ќе ти објаснам кога ќе дојдам во хотелот. Бате, јахја ти стигна писмо. Ова е за Бато Джелил. Од кого ли се? Не знам. Ајде, кажи од кого е. Од Сеите Минов. Што вели? Не, избегал. Во Истанбул е. Вечерва ќе дојде во хотелов. Фала му на Бога, фала му на Бога, фала му на Бога. Има ли уште многу? Не, близко сме. Се извинуваме што не чекаше братуче до Борис. Не е проблем. И ние туку што пристигнавме. Многу ти благодарам. Многу си внимателен. Ај, многу убаво изгледаш. Ти благодарам. Не сум навикнат да се дотерувам. Едве го убедив да облече одел. Убаво е што си го убедил. Многу убаво му стои. Господине, јас сега би сакала да си одам. Добра. И онака ве чекаат гостите. Ќе сработам друг пат за овој слободен ден. Не е проблем. Имате сработено многу повеќе. Ви благодарам. Може да тргнеме? Петро не доаѓа? Петро рекол дека ќе дојде право во клубот. Тогаш ние прво да одиме негде да јадеме. Да, ќе ве однесам во еден прекрасен руски ресторан. Гледаш, аптеката е онаму. Заради ова не сакав да дојдеш. Заради ова. Кога остана сама со венчалниот фустан, таа те напушти Сеид. И покрај тоа што смртта постојано димнеше над Сеид, тој успеа да го надмине и невозможното и да и се врати на Шула. Но неговиот непријател беше толку близко до него, што не му дозволуваше да ја согледа вистината.
Сеид, чекај малку. Ти не се мешај. Шула! Не срами се, прибери се. Јас морам да разговарам со Шула. Итно. Сакаш проблем да направиш, а? Петро, ти реков морам итно да разговарам со Шула. Добро, да одиме каде што престојуваат, таму ќе разговараш. Но смирено, те молам. Што правиш ти тука? Ја проверував перницата дали е чиста. Зошто? Да не е нешто валкано? Овде се е чисто? И ти ли си возбудена што Сеид се враќа? Јас многу се радувам за тоа. Само да разберевме она што се случило. Уздуда од жената и си се враќа. Срамота, не зборувај така. Шула веќе нема да го погледне в лице. Ние не знаеме што му се случи. Само вистината нека излезе на виделина. Тогаш тие ќе ги пребродат тешките денови. Се прашувам дали Шула знае. Шула нема повеќе да го облече тоа. Да го тргнеме од таму веќе. Немој, не ја допирај. Како што ја остави Шула, така ќе стои. Тие ли дојдоа? Не, господин Джелил и Сабри пристигнаа. Остави на затворе, ќе затвориме кога ќе излеземе. Во право си. Нека се проветре добро, со месеци беше затворена. Само така мисли. Јас секој ден ја чистев. Здраво. Дојде ли? Не, се уште не е дојден. Рече дека вечер ќе дојде, има време. Јас му кажав, но бато Джелил не трчаше, току леташе. Пораката веднаш ја пративте. Ви благодарам што пораката веднаш ја пративте. Нема зошто. Си мислев можеби нешто итно сте напишале во пораката. На сите нека не со среќа, на сите. Јас ќе се качам горе. Горе, синко. Добро. Ха. И пари ми даде за убавата вест. И ти без срам ги зеде парите, срам. Овие пари не се за подкуп, туку за веста. Еве, завршивме. Собата е подготвена. Конечно. Дали во писмото напишал што му се случило? Да, напише дека се игра на Били. Останатото ќе го дознаеме кога ќе дојде. А сега со Шула ли е? Не верувам. Се уште не знае дека Шула замина од хотелот. Тогаш зошто не е пишал нејзе? Очигледно знае дека Шула не престојува овде. Шула ќе биде многу срекна. Што се случи? Не сте готови со работата? Готови сме, готови. После неколку недели конечно сите ќе бидеме заедно. Вечерва ќе има госпа. Дај Боже. Добро дојдовте, повелете. Шула? Со Сеид. Кога пристигнавме во Истанбул, прво тука дојдовме.
Шула, ти немој да се грижиш. Наскоро овие спомени од Истанбул ќе ги оставиме зад нас, верувај ми, не грижи се. На вториот кат. Сеид се врати, Надја. Кога? Сношти. Нема да го сокријам од вас тоа што лежи во моето срце. Не сум среќен што се врати. Потребна ми е вашата помош. Здраво. Сеид Аминов? Здраво, господјо. Ние знаевме дека сте заминале во Англија. Сеид не ја напушти од Шула. Му се случила голема несреќа. Неверојатни нешта тој ми кажа. И вие ќе бидете изненадени. Се надевам дека имате добро образложение за да го заборавиме ова. Јас ве уверувам дека ништо не е како што сте слушнале или како што знаете, ниту како што сте виделе. Има толку многу работи да ви кажам. Ама морам прво да разговарам со Шула, верувајте ми. Шула не е тука. Доцна ќе се вратат. Но ако сакате, можете мене да ми раскажете. Шула, ти си мојата иднина. Ти си мојата чест. И воздухот што го дишам. Ти си единствената девојка со која сакам да се оженам. Единствената. Потоа, со недели бев на пат за да дојдам кај Шула. Ете тоа е се. Многу ми е жал за тоа што ви се случило. За разлика од претходните години, за жал се смениле само имињата на сенките кои се зад вас. Ништо друго не исчезнало. Жалам. Господјо, јас ја избегнав смртта и дојдов тука. Се колнам во честа дека Шула не ја оставив на половина пат, ви се колнам, господјо. Тие што сакаа да ме испратат на смрт ја спречија венчавката, но таа нема да се оствари само доколку јас умрам. Ви кажав и вам. Добро, тогаш кој ве спречи за тоа со години? Вие заборавивте какви ветувања ни дадовте на железничката станица? Но ние не заборавивме. Добре што и Шула се сеќава на тоа. Вие не можете да влезете во незиниот живот кога сакате и потоа да заминете, Сеид. Ве молам. Дозволете и да ги искористи новите шанси во незиниот живот. Момент малку. Вие ми кажувате дека тоа што јас го видов е вистина, така? Во животот на Шула постои некој друг? Шула мисли дека вие отидовте со бароницата. Не може целиот свој живот да чека човек кој ја напушти на денот на венчавката. Разберете веќе. Вие веќе не сте среќата на Шула. Прифатете дека сте лошата среќа.
Како е можно тоа, како? Како е можно тоа, Петро? Можеш ли да ми објасниш? Да одиме во хотелот, те чекаат. Не, цело место ќе го прошетам, ама ќе најдам каде се отиде. Сеид, тоа е патот кој што нема враќање. Да речеме дека ги најде и што? Што ќе правиш кога тој човек е покрај незе? Тоа не ти доликува. Ако сакаш да се соочиш со незе, веќе го знаеш местото. После разговарај со незе. Сега не прави ништо, подосна ќе се каеш. Денот и за тебе беше тежок, нели? Немој да комплицираш. Те молам да одиме од тука. Ајде, во хотелот, шереф. Зошто уште не дојде? Не дотурај масло на огнот. Ете секој сака се да знае. Се надевам дека е заедно со Шула. Дај Боже. Барем да е покрај нејзе. Ке речев да одете и да проверите, но не знам дали е правилно тоа. Веројатно ќе дојде кога ќе замре вревата на улицата. Точно. Не знаеме што се случило со Сеид. Ако е во опасност, мора да бидеме предпазливи. Добро. Требало добро да внимавате на тој Риза. Повторно е покри прозорецот. Држете го на око, вујче. Добро. Ако нешто ви треба, синко, барајте ме. Јас ќе одам малку горе да одморам. Добро, благодарам. Не е уапсен, нели? Што ако Били и пак го повреди? Галип, штом ќе завршиш со гостите, дојди вам. Во ред, бате. Каде? Имам малку работа. Ќе се вратам за неколку часа. Добро. Денеска зошто толку многу се изморив? Бидејќи срцето ни бие 2 пати побрзо од возбуда. Сабри, немој вечерва да ни се плеткаш меѓу нозе. Оди помогни му на бате Галип. После право во кревет. Нема да спијам додека не дојде бато Сеид. Погледни ме. Кој ќе се вратам да не те видам овде, се разбравме ли? Во ред. Ајде. Добра ноќ. Добра ноќ. Каде ќе оди? Треба да оди да ги извести нашите пријатели дека Сеид се врати. Дојде ли? Не дојде. Ти, Керко, за кого се дотера вака вечерва? За никого, јас бев многу извалкана, па се пресоблekов. Аха. Јас ќе се одмора малку. Многу се измори стоејќи на носа. Добро, дадо. И унака јас одам долу. Ако дојде Сеид, да ми известите. Во ред. Се извинувам, да не те вознеберив. Повелете? Не е ништо, само да земам чај. Јас да ви наполнам чај. Не мачи се. Можно ли е такво нешто? Јас ке ставам. Добро. Благодарам. Денот не знае да помине.
Така е. Се надевам дека ќе надминеме и ова несреќа. Дај Боже. Денот кога се запознавме, всушност денот кога те сретнав, дали можеме да предвидиме што ќе се случи? Судбина. Јас никогаш не го заборавив тој ден. Мислам, го спасивте животот на сестра ми, како можам да го заборавам? Тогаш не се познававме. Сега сме семејство. Да, Повели, благодарам. Многу сте љубезна. на здравје. Здраво. И јас да се напијам еден чај. Јас ќе ти дадам сега. Остави. Ти се тресат рацете, јас ке земам. Да се вратеше сејцо добро. Зашто зборувавте вие? Ништо. За Алушта. Кога и да останете сами, разговарате само за Алушта. Се прашувам што се случило, да знаевме и ние. Ајше, што зборуваш ти? Јас ништо не реков, мила. Само прашав што се случило. Нели многу работи се случиле? Еве, земи, Господа те благослови. На здравје. Те молам, провери дали имам температура. Имам? Да, имате. Треба малку да поспиете. Добро, еве сега ќе заспиам малку. Да се испотам ќе треба, ќе си дојдам јас на себе. Благодарам. Каде ќе одиш? Остави го тоа и дојди седни покрај мене, ајде. Ќе ви направам чај од липа со многу лимон, малку ќе става мед. Веднаш ќе оздравете. Направи. Ајде, направи ми очајот. Ова е мојата последна шанса против Сеид. И за тебе исто. Ако се дознае, јас ќе изгубам Шула. Ти можеш да го изгубиш животот што јас ти го спасив од Били. Време е значи да се плати мојот долг. Ова не е казна за тебе. Ќе се смета за награда. До крајот на ноќта Шула мора да те види во прегратката на Сеид. Дали ти е јасно? Имам ли друг избор? Не.
Богоевски. Повелете, господине. Повелете. Ви благодарам. Петро ни тука не е дојден. Зошто уште го нема? Да, рече дека ќе биде во клубот, ама Ни порака не испрати. Да не се случило нешто? кој знае? Може би не заборавил поради некоја друга работа. Не мислам дека Петро оваа вечер би не заборавил заради нешто друго. Во права си. Петро во текот на годините ја докажа лојалноста кон тебе, нели? Петро за мене секогаш ќе биде драгоцен пријател. Пријател. Ти го игнорираш, а тој чека само мал знак од тебе. Мила моја братучетке. Цело време те чека трпеливо, а мислам дека за возврат тој се уште има надеж, се уште го чека денот да го приметиш. Борис, за мене Петро не може да биде ништо друго освен пријател. Шула, ти ако не се заљубеше во Сеид на тој бал, наскоро ќе се објавеше вашата веретба, знаеш. На листата за твојот идеален сопруг знаеш дека Петро беше на врвот. Борис, и ти многу добро знаеш дека јас сум заљубена во Сеид. Се уште си заљубена. Покрај се што доживеа, се уште си заљубена ти. Овој човек те заробил во неговата страст. Би сакал да имавме прилика да се запознаеме со тој Сеид. Камо среќа. Еве ги дојдоа. Трче, извести ги брзо. Фала му на Бога. Да не стоиме надвор, ајде. Фала му на Господа, синко, фала. Добре дојде. Ајде, да одиме горе, без лечкање. Зошто? Некој ве следи? Јас мислам да не видат тука. Ајде да влеземе внатре. Ајде, брзо. Дали знаеш Шула дека се врати? Се уште не знае. Со среќа, господинот Сеид се вратил. Видја, Ела, после немој да речеш дека не ти кажав. Ништо не виде, ништо не слушна за ова, добро? Не грижите се. Добре дојде, синко. Му благодарам на Бога. Благодарам, многу ви благодарам. Сега извинете ме, јас сакам веднаш да одам во мојата соба. Не се извинувајте, ве молам, повелете. Се разбира, оди, одмори се. Ќе биде добро да не стои тука, за секој случај да не се сретне со гостите. Навистина. Оди право горе, синко. Како си ти, јунак? Многу се загриживме за тебе. Вашата соба е подготвена. Ви благодарам, сте се намачиле. Гладни ли сте? Сепак вие подгответе нешто, јас ќе го однесам во неговата соба. Само нешто жестоко за пиење, доволно е. Добро, добро, разбрав. Натре ли се? Дојде она, отидоа во собата. Шула? Таа не дојде, Сеид беше сам. Не дојде. Аля,
Керко, ти од каде излезе? Одев некај дома. Кога го видов господин Сеид, се загрижив. Добар е? Добар, добар. Господин Риза го виде? Не, зеда апчиња за спиње. Болен не спие. Се вратив. Многу те сакам. Те сакам. Се спасив од сигурна смрт. Се вратив од мртвите. Што се случи, Сеид? Да ти кажам, пријателе, што се случи. Шула ме заборавила. Се откажала од мене. Возможно ли ова, кажи ми? Ова дали е возможно? Ајде, одговорете ми! Одговорете ми! Возможно ли ова? Мојата Шула, мојот живот, моја... Како може? Како тоа? Како може? Не можам да го разберам ова. Како е возможно ова? Како е возможно? Како? Сеид? Сеид, смири се. Како? Сеид. Како? Смири се. Во ред, господа, не грижете се, нема ништо страшно. Ние ќе средиме. Ве молам. Повелете. Повелете. Како може Шуло да се откаже од мене? Одговорете ми! Одговорете ми како е возможно тоа? Како може да се откаже? Во глава не може да ми влезе како може Шула за 1 месец да се откаже од мене. Мојата радост, мојата среќа, Сеид, не знам што виде и што разбра, ама Шулова не би го направила. Тебе не може да те заборави. Со еден маш ја видов под рака, со еден маш ја видов Джелил. Како може? Детка им ми рече, се разбира дека Шула нема да ве чека вас до крајот на животот и дека во новиот живот била многу среќна. Брате.
Шула го изневерила Сеид. Сабри, брзо симни се долу, ајде. Оди долу. Мои дами, ајде и вие. Ајде, вие, ајде. Ајде. Му се спротиставуваш на целото семејство и доаѓаш во Истанбул за него. Со години живееш невенчана. И на крај кога треба да си среќна, на денот на свадбата ти остануваш сосема сама. Те напушта за друга жена. Нема такво нешто. Шуло, откаде да знае за овие работи? Тој си отиде ли отиде? Таа го избра својот пат. Без да слушнеме од неа, да не го земаме гревот. Во неа нема грев. Ако има друг во животот, тогаш во право е. И јас да сум на нејзино место би го направила тоа. Цел живот ли да плаче? Е, ти се уште рониш солзи? Тоа е друго, ова е друго. Си извинувам. И мене да ми излезеш на некој прекрасен маж и повторно да се заљубав, ќе го слушав моето срце. Има ли нешто поубаво од љубовта? Штета. Толку убава девојка да ја остави да чека. Јас сожалувам кутрата. Каков човек е овој капетан? Толку ли е лесно да си поиграш со туѓ живот? Секе направи тој кретан. Тој го уби мојот брат. Тој одвратен, бесрамен, гаден подлец. Колку луѓе има внатре? 18, капетане. Дали постои друг излез? Нема наповедок. Никој да не излезе надвор жив? Како ќе наредите? Еве овде. Има рација. Соберете ги документите. Да не ги пронајдат документите. Вие напред на врата. Земи ги овие, да не им падне враце. Бегај, бегај! Ви реков никој да не остане жив внатре. Може би ке прозборат, капетане. Остави ме! Нема да прозборат.